Криво ни е што ние дома градиеме цел живот, работиме цел живот, куќи градиеме, сега децата наши бегат по странството, там ќе ни пакет. Нивите празни, младите го напуштаат земјоделството, производителите загрижени за иднината. Една од главните причини за ова е масовната миграција на младите кои се одлучуваат за работа во странство, а земјоделството го сметаат за нефункционално поле. Истовремено нема доволно млади наследници кои би ги презеле земјоделските стопанства од постарите генерации. Лисици низ полето има, ваци има и диви свињи има. Затоа што не се обработува полето, нема трактори не работат, сите бегаа, младите бегаа по странство. Криво ми и това многу. Јас залюбен сум, работеше дедо ми земјоделие. Над 50 години ние имаме земјоделско искуство. Дедо ми е работел, татко ми па и јас. И ми е криво како гледам по линијата не обработени, а се увезува роба. Ние имаме потенцијал едно време за време Југославија, Македонија, снабдуваше цела Југославија со зеленчук. А сега не можем да снабдим Македонија само. Не можеш пченка, тиква, не можеш да посадиш лубениците, бостан, многу ги прават диви свињи. Лос гината. Ако некогаш немало добра откупна цена и заработувачка, денес е обратно, но за жал сега нема производители додаваат земјоделците. Имам син, ќерка имам, мама бегаа во странство. Минатите години не знаја ни производителите да го ценат производство наше и бегаа младите. Многу за ниски цени одеше, имаше по-голема количина, а држава да не можеш да извезе сливата. И тогава беше многу ниски цени, едва и крај со крај врзуваме. Сега има цена, ама нема производители, нема кој да ги произведе. И цената за тоа расте, затоа што никогаш не е било полето да дојде да се види цел до капини. Понатаму она што останува како прашање е дали ќе се задржат младите во руралните области или ќе продолжи трендот за миграција. Ова е прашањето што стои пред иднината на македонското земјоделство.